Во руралните средини најчесто водоснабдувањето се покрива на тој начин што се користат бунари или површински извори, подземни извори кои што се ископани само за потребите на населението кој живее таму. Во некои случаи изградени се и водоводни системи со само придонес на руралното население, меѓутоа овие извори кои што се користат за водоснабдување во руралните средини се одржувани од самото население. Тоа представува голем проблем во летните периоди, затоа што овие извори, ако не се правилно одржувани, може да доведат до појава на цревни заболувања и ваквата вода може доста штетно да влијае врз здравието на населението. Према оние наоди што ги добиваме, например, од нашите центри за јавно здравје, состојбата во селата се подобрува, тоест со водата за пиење во селата се подобрува, зборам за селските водоводи. Се останува проблемот за индивидуални водоснабдителни објекти или приватни, што би ги рекле. Тоа е мала бројка на население, каде што повеќе луѓе снабдуваат дали од некој изворче или чешма некоја, или бунар собствен, дали копан или бушен, не е битно. И тука имаме за среќа една програма за јавно здравје, која меѓу другите работи вршиме испитување на одреден број, еднаш, два пати годишно, зависи од тие села и за индивидуални водоснабдителни објекти. Значи не само за селските водоводи, така и ако тука има голем процент на неисправни води, секако, и бактериолошки, затоа што таа вода нити е хлорирана, нити се одржуваат тие системи, тоа зависи од од граѓаните, од свеста нивна и од знаењето и дали прашуваат, дали се консултираат и така натаму. И тие вираат нормално, за секој човек ги има и ги испуштаме со фецес едноставно. Се дел од тие колиформи бактерии се патогени, дел се условно патогени и има и бактерии кои ги викаме обични бактерии, да речеме, или ние ги бележиме како вкупен број на бактерии, тие се непатогени и дозволени се до одреден број да бидат присутни во водата за пиење. Овие патогените бактерии не се дозволени воопшто да ги има во водата за пиење, затоа што патогени значи може да предизвикаат болест. Некоја заразна болест кај човекот, значи тој што ја пие таа вода. И заради тоа се викаат патогени бактерии, некои се повеќе патогени, некои се помалку, но зависи од нивната бројка или од дозата што се вика и заболувањето дали ќе се јави кај некој човек, кај еден човек или кај повеќе луѓе. Некои луѓе кои имаат подобар, да кажем, имун систем и така натака, може и да имаат благи симптоми да не бидат свесни дека е заболен. Даваме препораки што треба да прават. И обичаено е да не ја пијат таа вода. Али ако мора да ја пијат или да постават некој систем за дезинфекција на водата или UV лампа, што е наједноставно решение, ако имаат хидрофор, или да користат едноставно вода за пиење пакувана, или да ја превриваат едноставно. Се зависи само ако е бактериолошки неисправно, ако е и физичко-хемиски неисправно, тоаш не препорачуваме да се пие секако. Многу е битно првично да се направи целосна истраженост на површинските и подземните води во државата, затоа што моменталниот податок кој што располагаме и ние датира од 1970 година, односно хидрогеолошката карта на Македонија е изработена во тоа време и не е обновена. Потребно е ревидирање на регистарот на извори кои што се користат за човекова консумација, но е доста битно е воспоставување на заштитните зони на овие извори, затоа што тие представуваат предмет на заштита од надворешни влијанија и на тој начин ќе се зачува хидрогеолошкиот сустав на самите аквифери, на самите извори, ќе се обезбеди квалитетна вода за пиење.
Исто така доста е битно да се секогаш кога се бушат бунари, истите да се користат за домашна употреба, односно да се почитуваат законските одредби, односно доколку бунарот се користи за домашна употреба, мора да се пријави до Министерството за животна средина и до општините за да се издаде дозвола за ископување, а секогаш кога оваа вода се користи за наводенување на земјоделски производи, тогаш мора и да се прибави дозвола за користење на вода. Се това не сме да се прави на начин со кој што би се повредил хидрогеолошкиот режим и не треба да се прави нестручно затоа што може да доведе и до губиток на доста значајни ресурси за водоснабдување.